Moja Македонија. Почитувани слушатели, во најавата на вечерашнава програма, веќе кажав, во студиото на Македонското радио, Радио Македонија, во наредните минути, мој гостин и соговорник ќе биде дипломираниот инженер, архитект Васил Илјов. Господин Илјов, добро вечер и добре дојдовте во програмата на Радио Македонија. Благодарам што се одазвавте на поканата да бидете вечерва дел од она што, како содржина, сакаме да им го понудиме на нашите слушатели. Добар вечер и ми причинува голема задоволство и чест што ме поканивте да зборуваме за континуитетот на македонската цивилизација и обидите како спомениците, различните споменици на културата да се вградат во образовниот систем. Така, вие веќе ја најавивте темата на која што се договоривме да разговараме вечерва, па јас би сакала да тргнеме некако, ако можам така да речам, со ред. Според некоја основна поделба што постои на спомениците и споменичните или спомен обележјата, едни од нив се и пишаните или писмените споменици. Може ли еве како еден вовед во нашиот вечерашен разговор да ни кажете кои се најстарите пишани споменици на тлото на Македонија? Познато е, наку со кажав и во најавата, дека вие долги години, да не речам целиот свој живот, се занимавате со длабоки истражувања на македонската историја. Допирате до некои периоди до кои, верувам, никој не се заинтересирал да допре. Прво да кажем дека ова цела истражувачка работа е почната со моето вработување во Заводот за заштита на спомениците на културата на град Скопје на 1 април 1997 година. Скоро 40 години работев на заштита на спомениците на културата. Често пати се доаѓало до одредени контрадикторности во однос на датирањето, интерпретацијата на спомениците на културата, што се мисли на архитектонските споменици, поединечни, групни споменици, на одредени урбани комплекси, на фортификациони комплекси, на црковни комплекси, на спомен места, во зависност од тоа каде се наоѓаат, кога тие настанале, кому тие припаѓаат, дали воопшто македонскиот народ може да има право на цел тој континуитет, од кога почнува континуитетот на македонската цивилизација, дали воопшто постои македонска цивилизација. Едно време, некаде таму 70-те, 80-тите години, во Сдруженијето на архитекти на град Скопје или тогашно Друштво на архитекти на град Скопје, па и во Друштвото на архитекти на Македонија, дискутиравме дали воопшто постои македонска архитектура во склоп на таа наводно универзална или светска архитектура, бидејќи елементите се копирале, нели? Фактички, почнувајќи некаде од 1947 година, покрај сите други цивилизирани народи, и македонскиот народ, тогашната македонска влада, тогашниот секретаријат за култура при македонската влада или народни комесари, како се викали и така натаму, нашле за сходно и за потреба неопходна да се заштитат и спомениците на културата. И така беше направен тогашниот или основан тогашниот центар за заштита на спомениците на културата. Од тогаш до сега се донесени повеќе закони за заштита, кај што се вградени и многу елементи од тие препораки или конвенции на Обединетите нации, на УНЕСКО, особено Хашката конвенција, која се занимава со заштита на спомениците на културата во случај на војна, па има препораки како да се заштитат спомениците во време ни војна, ни мир, па се одржувале многу такви конференции или конгреси на Сдружение на
конзерваторите не само од Македонија, туку од тогашната држава, нели Југославија, или Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во таа размена се создаваше еден специфичен кадар. Значи, можам да кажам, дури и експерти за одредена проблематика. Се дискутираше какви се критериуми да се постават за да може тоа да служи за сите, а без да се наруши идентитетот на секој поединечен народ во една таква, да речеме, голема држава, кај што имало нели 6 републики и 2 покрајни или во рамките на Република Србија, Социјалистичка Република Србија, имаше и 2 автономни покрајни. Јас, по случај на околностите, бидејќи се занимавав со специфична една проблематика, заштита на тврдини, мостови и заштита на споменици на културата од револуционерното минато и НОП. Меѓутоа, револуционерно минато зависи кој како тој ќе го сваќа, нели? Може да биде од Илинденското востање па наваму, разни востања, меѓутоа може да се свати од преисторијата па до денес. Бидејќи бев назначен како архитект со звањата, нели, конзерватор, потоа виш конзерватор и скоро 20 години работев како советник конзерватор во Заводот за заштита на споменици на културата на град Скопје, сега Национална установа конзерваторски центар Скопје. Да. Сите тие промени кои настанале имале за усовршување на заштитата на спомениците, за вметнување одредени елементи во образовниот систем. Јас се имав таа среќа и други мои колеги да не поканат да држиме одредени предавања, да речеме на архитектонски факултет, што е тоа конзервација, реставрација, што е тоа споменик на културата, какви се принципите за пристап или методологијата, научната методологија, стручната методологија за истражување. Ние во принцип користиме или користевме, барем јас користев, аналитичко-синтетички метод на истражување, на собирање на податоци, на анализа на тие податоци, за да можеме да дојдеме до едно соодветно решение и потоа да се направи архитектонско-конзерваторски проект или урбанистичко-конзерваторски проект, кај што веќе имаме повеќе споменици, кај што секој си има свој еден облик, една своја лична карта, кога настана, колку промени имало, еве да кажем, еден таков значен споменик на културата, како што е Скопската тврдина, тој има континуитет на постоење од преисториска населба до денес најмалку 7000 години. А сите тврдили дека тоа е само една средновековна тврдина и нафодно припаѓа на овој цар, на оној цар, сите тие поминале, отишле во историјата. Скопската тврдина останала и ден денес не може целосно да биде истражена, затоа што има толку културни слоеви од алувијалните наноси кои изнесуваат некаде около 7,5 милиони години, а културните слоеви, барем колку што успеавме да направиме и механички истражувања и, да речеме, систематски истражувања 67-68 година, и за среќа јас бев вработен точно кога започнале тие големи истражувачки работи на Скопската тврдина, кај што имало најмалку около 24-25 археолози од цела Македонија, имаше посебна комисија од 11 члена и јас како еден приправник нели во тоа време, меѓутоа бидејќи имав завршено архитектура во Киев, тука не знаеле како да ми ја нострифицират дипломата, дали бакалавр, дали магистар и така натаму. Јас, бидејќи сакав да се вработам, викам, регистрирајте, вие наједноставно како дипломиран инженер архитект, инаку ќе ми избркале од работа. Немам
соодветна диплома на македонски јазик. Значи, била формирана посебна комисија, дури после моје инсистирање од година и пол, дури во Белград не знаеле како да ми ја нострифицират дипломата, затоа што ние таму во тоа време имавме некаде околу 85 разни предмети, проекти и така натаму, додека овдека ни 50 на 100 и ден денес не ги учат. Господин Илјов, рековте во почетокот од овој дел што сега го говоревте, дека со вашето доаѓање во Заводот за заштита на спомениците на културата наидовте на одредени контрадикторности. За кои контрадикторности станува збор и дали може би тоа беше вашиот основен поттик, да речам порив, да почнете да истражувате некои работи, да доаѓате до некои сознанија кои на крајот испаднале поразлични од она што сте го учеле и што било запишано, да речам, во литературата? Па тоа претежно е кога започнав, нели, да кажеме 20-30 години наназад, тоа ми изгледаше големо време. Периодот помеѓу двете војни, светски војни, периодот пред светската војна, па 19-тиот, 18-тиот век пред наша ера, па кога стигна до 14-тиот век, тоа се откривале беше многу далеку, така, многу длабоко. Нели. Меѓутоа, кога почнав 72 година до 74 година, пред тоа и во Скупи, бидејќи бев ангажиран, таму видов дека има помеѓу така врвни стручњаци и експерти за одредена проблематика, да речеме за архитектура, за урбанизам, за археологија, кај што биле врвни експерти поканети во таа голема комисија која била составена конкретно за истражување на тврдината, 11 члена комисија. Да речеме професорот Дероко, професорот Ненадовиќ биле од Белград, овдека беше професорот Коцо, па биле и други поканети, па се откажале од различни причини, меѓутоа на крај се оформи таква една огромна комисија. Ние од заводот имавме историчари на уметност, имавме археолози. Во тој тим за истражување, сите археолози од археолошки музеј беа во состав на тимот за истражување. Во тоа време, бидејќи различни имало методологии, тогашниот мој драг пријател, нека му е река земјата, Бошко Бабич, бил директор на музеот во Прилеп, меѓутоа имал воспоставено одредени контакти со ПКЗ, тоа е конзерваторски, ние викаме завод, фактички тоа беше еден центар, конзерваторски центар на Полска, кај што имале вработено около 2500 луѓе и некаде около 200 инженери, техничари, разни експерти, нели, хемичари, физичари, јазичари, така натаму. Од различни области, така. Имав прилика да службено да одам во Полска и да видам какви се они истражувања, барав да видам како се прави таа документација, бидејќи овдека ја се применував таа техника на документирање или метод на документирање што го учев во Киев, овдека поинаку тоа било. Имам дедуктивен метод, има индуктивен метод и така натаму, меѓутоа има и комбиниран, и дедуктивен, и индуктивен, и секакви други методи да употребиме, за да можеме да дојдеме до вистината, бидејќи кратко е времето да можете да исцрпите податоци од земјата, може утре да заврне, па да ви исчезнат дел од податоците, да дојде до одронување, па може одредени фази од континуитетот на урбаниот комплекс во меѓузидниот комплекс на фортификационниот комплекс, нели? Тоа се имат своји, зависи како ќе го третирате. Фортификационен комплекс, тоа значи имате повеќе елементи, имате кули, имате контрафори, имате полукули, имате зидови, нели? Има порти и така натаму. Има еден
често пати се викат, никогаш Скопје немаше триумфална порта. Не е точно. Главната порта за влез во градот од времето на Јустинијан ден денес постои на подножјето на југозападната страна од тврдината и имав таква среќа заедно со академик професор доктор Блага Алексова и со Институтот за средновековна култура од Прилем да вршиме таму археолошки истражувања. Темелите на таа порта, триумфална порта, влезот, главниот влез во градот, не било од североисточната страна кај што можат лесно да дојдат и да не ја браните тврдината, иако тој фортификационен комплекс таму имал ров, имало дали суфров, дали од време на време се полнел со вода и така натаму, тоа е веќе друго прашање. Значи тоа бил тука кој идел по тој воен пат покрај Вардар, од Скупи покрај Вардар, за да може тука да се влезе. Значи таа голема реконструкција која е направена од царот Јустинијан. Некои се чуда зошто сега е тука споменикот на Јустинијан покрај Јустинијановиот мост. Па каде на друго место да биде? Да. Затоа што тој направил една голема реконструкција на град кој постоел, бидејќи викаме истражувачките работи што се направени некаде 1954-55 година, констатирале дека има од времето на неолитот населба, иако сега при овие подетални истражувања стигнале само до неолитот, меѓутоа, јас им реков, меѓутоа не верувале, треба да стигнат до длабочина најмалку од 6 метри и 25-30 некаде сантиметри, кај што е констатиран неолитот. Они стигнале до неолитот, тоа е голема разлика, нели, помеѓу 6.000 или 5.500 години и 4.000, тоа се 3.000, долг период. Добро, господин Илјов, еве сега би ве прашала, ја спомнавте ова триумфалната капија дека постоела, нели, на територијата и на Македонија и на Скопје од давнина. Зошто кога се градеше еве оваа нова триумфална капија сега, нели, во рамките на проектот Скопје 2014, не се возобнови таа триумфална капија? Верувам дека многу луѓе не го знаат тој податок што сега го кажавте. Тоа ќе беше и некое навраќање на историјата и ќе беше веројатно вистинското место. Имате ли еве ваши размислувања, можеби не некои сознанија? Сознанија имаме затоа што начинот на зидање со тој така наречен опус квадратум е апсолутно идентичен со оној што е на североисточниот Киклопски зид, така наречен Киклопски зид. Так. И на мостот тоа пристапните рампи на мостот се исто со опус квадратум, или некои го викаат, бидејќи се помали димензиите, како лажен опус квадратум. И затоа јас 72 година инсистирав да направиме археолошки истражувања, сите барале мостот да продолжува кон плоштадот. Меѓутоа, јас како архитект сметав дека таа треба да биде симетрична композиција или барем близо до симетријата, до симетричната композиција, и така се воспостави. Значи, првите сонди ги поставивме спрема чаршијата. И навистина не идовме на извонреден резултат. Врз основа на геометријата која е поставил може би и на постар мост, меѓутоа темелно се гледа дека интервенциите се направени во времето на Управда, Вистинијан, Истинијан, латинизираното име Јустинијан I, кој е голем македонец роден од Бадер, не од Бадер, туку од Таор, а неговиот чичко Јустин, кој владеел пред него 10 години, Јустинијан владеел 38 години, за тие 38 години има обновено, подигнато и обновено 570 градови тврдини, меѓу кои 70 тврдини на територијата на Скопје и околината со радиус некаде од 18 километри, тоа е веќе друга проблематика, за да можеме, нели. Значи се воспостави дека интервенциите кои тоа се направени дават една геометрија и од
527-535, кај што се предпоставува дека во тој почетен период од неколку години е направена огромна реконструкција на градот за да доликува, како што пишува неговиот секретар, на големиот цар, обединувачот на светот, значи на западниот и источниот свет. После него нема друг цар кој можел да го обедини западното царство и источното царство кое се подели во 4 век наша ера. Значи, скоро 40 години, од 72-74 година, чекав за да го видам споменикот, иако 1983 година кога ги објавив резултатите од истражувачките работи на Јустинијановиот камениот мост во Скопје и ставив дека има елементи и цела таа геометрија потекнува од првата половина на 6 век наша ера, тогаш имаше доста опоненти, нели? Да, се сеќавам на тој период кога се правеше мостот, да, и професионално го следев тоа, така. Зошто? Затоа што историчарите на уметноста веруваат само на тоа што некој некогаш напишал, и ако нема некого да цитира, он не знае како тоа да го датира. Значи, само со споредбени анализи или, да речеме, со споредбени пишани документи. Таква една небулоза во науката е создадена од оние кои го истражувале наводно мостот, а напишале само страничка и пол. А јас, моите после 99 година кои правивме истражувачките работи, заедно на Триумфалната порта, имаше археолошки конгрес во Скопје, во Академијата, и професорката Блага Лексова, бидејќи тоа беше во нејзина чест и зборникот е во нејзина чест, Василе, дојди, инаку нема јас да дозволам да излези, вика, зборникот без твоите сознанија за Јустинијановиот камениот мост во Скопје. До ден денес и сум благодарен што цел тој труд влезе во едно такво значајно списание на Академијата, иако за овие другите работи што ќе зборуваме нема големо разбирање нашата Академија, иако други универзитети во светот, како што е да речеме Мадридскиот универзитет, Лисабонскиот универзитет, па одредени академици од Руската академија на науки, конкретно професорот Косарев, кај што вика Косарев, кај што датирањето на најстарите јазици и на најстарите писмени системи ги датира или направил редослед на околу 46 најстари споменици на писменоста или системи на пишување, благодарејќи на моите објавени работи досега во мојата веб страница, кај што е на македонски и на англиски јазик, и на овие другите, бидејќи можат они тоа да го користат без никакви препреки, и благодарејќи на така поставените начела, инаку јас да поставив само по 50 центи или по $1, досега ќе имав $1 милиарда. Бидејќи мојата веб страница на различни начини е размножена во интернет. Меѓутоа јас реков, не, вистината на Македонија може да се добие покрај отвореноста на системот. Значи имаме затворени системи, секој ова е моје и не смее никому да припадне. Може се некој ќе каже дека тоа е наводно некоја голема великодушност. Не, тоа е принцип. Ако сакате информацијата да оди во свет, ако беше затворена, ако треба секој еден, па макар и 1 цент да плати, значи треба да направи одредена манипулација, нели, не манипулација во смисла на фалсификување, туку одредена трансакција мора да се направи, нели, за да може да влезе и да ги искористи сите тие податоци. Податоци собрани таму.
За триумфалната капија не ми докажавте капија, докрај, почнавме нешто, да. Зошто толку малку се афирмира во јавноста дека пред толку долг период Скопје имало триумфална капија? Како што рековте и самиот, повеќето од луѓето мислат дека не постоела на ова тло. Некој само што постоела, култура. Сдруженијето на архитекти на град Скопје и прето Друштвото на архитекти на град Скопје дури има награда Јустинијанова порта, да, знам, која се доделува за така. посебни достигнувања во теоријата и во заштитата на културното наследство и воопшто на заштитата, не на заштитата, туку на примената на традиционалната архитектура и урбанизам со сите своји вредности што ги има со цел тој долг континуитет. Најмалку, ако земеме да кажеме сега на наше тло овдека, ние имаме модели, архитектонски модели, и имаме конструкции кои траат во континуитет најмалку од 8000 години. Не променети. Значи имаме координација на елементи во просторот, како што се да речеме рибарските колиби во Дојран, кај што се опишани, нели, како изгледале уште во времето на Иродот или Херодот. Тоа е 5 век пред наша ера. До ден денес тоа не е променето. Ние како Сдружение на архитекти формиравме или правевме посебна летна архитектонска школа кај што ги истражуваме тие модалитети, и тој модул од 1,7, значи 1 метар и 70 сантиметри, се повторува во еден комплекс на набиени столбови, да ги наречеме, нели, во тлото на езерото, и така настанале тие езерски населби, како што подосна е направена реконструкцијата во Охрид, нели? Да. Меѓутоа пред тоа има во Костурското езеро, кај што има таму од 1873 некаде година, па се до денес траат археолошките истражувања, нормално со одредени прекини. Меѓутоа тие успеале таму да констатират езерска населба со датирање на една штичка со надпис, кај што е со 5260 години пред наша ера, тоа е значи е наслов на населбата и на улиците. Таму имало 8 наколни живеалишта и во едно од нив, во 8-то живеалиште е пронајдена таа дрвена штичка која била закачена на самиот објект. Значи ние, како македонски архитекти, можеме да се гордееме што најмалку 7260 години знаеме за идентитет на еден објект, за идентитет на улица, за писмена традиција која се користи за да ни остави нам еден доказ дека тие луѓе биле грамотни, биле паметни, тие знаеле како се проектира, тие знаеле како да се брани целата населба и така натаму. Значи, овие сите истражувачки работи нафрдуваат повеќе проблеми кои треба да се решават, за да можат сите тие работи да најдат одреден пристап во образовниот систем. Делумно кажавме за архитектонскиот факултет, меѓутоа, после 5-6 години, колку што државме таму предавање, гледам сега, не се практикува тоа, туку наводно таму магистрирале, докторирале луѓето, ама зависи кој на која материја магистрира и на која материја докторира. До ден денес и археолозите и истражувачите во архитектурата тврдат дека наводно нема во палеолитот архитектура. Највисоките градби се направени во палеолитот.
не во Африка никнале пирамидите. Пирамиди ние имаме и тука во Македонија. Еве се истражуваат во Босна. Значи, со илјадници пирамиди има на еден појас около земјината топка, помеѓу нултата, паралела, и 42-та паралела, тука биле најпогодните услови за живење. Ние дури имаме такви фрапантни артефакти, кај што зборуваат за континуитетот на македонската писменост, јазик и култура, меѓутоа ни дават и конкретни податоци како тие луѓе живееле, на кој ниво на развој се наоѓале. Моментално овде во Македонија најстариот палеолитски артефакт е со 50.000, 40.000 години пред наша ера, а има писменост, има култура и висока цивилизација на живење. Дали е тоа дело, тој космички ум, за кој што, еве тука јас донесов еден пример од професорот Вајн, мислам дека се вика така, да, он ги разгледува најстарите системи на градба, на цивилизација, на писменост, на евентуален космички ум, кој е влезен во тие врвни достигнувања, затоа што во Бломбос, тоа е на југот од Јужна Африка спрема Индискиот океан, не може, викат, геометриски сигнатури, не. Ова е посебен систем на пишување и ние овдека имаме целосни елементи, значи знаци на кирилицата и знаци одредени на латиницата. Значи, овдека е дешифрирано тројството ил, ма, иле. Тоа е машки род, тоа е женски род, тоа е среден род, со 100.000 години пред наша ера. Инаку, бидејќи нашите слушатели не можат да го видат ова што сега ми го покажувате, само да кажам дека станува збор за оригинална амајлија со древен македонски напис на првото митолошко тројство. Со старост најмалку од 75.000 години пред нашата ера, така. Значи, овдека немало ни еден македонец кој истражувал. Во тој тим, кај што они годишно прават донаторски конференции, собираат од 500.000 долари до 2 милиони долари. 28 само антрополози. Таму имат физичари, имат историчари, имат археолози, имат хемичари, имат специјални професори за истражувачки работи. Тие, овие податоци, ги сервирале во научните изданија, кај што не можеме ние да се сомневаме во нивната веродостојност и во однос на датирањето. До сега никој не се спротивставил на ова најстара македонска стихотворба, која можела тука да се најди, нели, во истата таа пештера Бломбос. Меѓутоа, стихотворбата е постара, бидејќи датира со 100.000 години, а ова датира со 75.000 години. Овдека и од десната страна кон левата и од левата кон десната, така специфично е направен системот на пишување, јас го дешифрирав името Македонија. Значи, името Македонија е моментално старо најмалку 75.000 години пред наша ера или 77.016 години во континуитет. Јас овие намерно ги давам,
за да сватат македонците зошто е тој притисок врз македонскиот народ да си го промени идентитетот, да си го промени името, да исчезне евентуално нашето писмо, затоа што, како што тука имам донесено, во тие славистички центри, кај што се правеше атласот на светските јазици, за македонскиот јазик напишеле дека тој е кодифициран некаде, граматика, азбуката е создадена 1944 година, а кодификацијата, наводно, таа специјална комисија што била, е направена 1945 година. Целосен абсурд. Што е проблемот што, да кажеме, Обединетите нации сака да ги заштитат малите народи, малите јазици, зашто малите во број на население. Зошто? Затоа што они како светски јазици што ги користи, што се користат во Обединетите нации, мислам дека се некаде 5-6 јазици. Значи, тоа е англискиот, тоа е арапскиот, тоа е кинескиот, тоа е рускиот и шпанскиот. Меѓутоа, зошто другите се? Зошто францускиот го нема? Зошто германскиот го нема? Зошто го нема португалскиот? Има еден табеларен преглед овдека, дека по глава на жител, како мајчин јазик, најмногу што се зборува, тоа е кинескиот јазик. Како втор јазик во светот што го користат, тоа се, значи, 1 милиарда и 200 милиони го користат како мајчин јазик. 300 милиони го користат како втор јазик. Вкупно во светот, значи, зборуваат на тој јазик 1,5 милиарда луѓе. Втор јазик е дури англискиот. Како мајчин јазик го користат само 500 милиони. Меѓутоа, како втор јазик, затоа ни се наметнува и овдека, не втор, туку да стане и прв. Нели? 1 милиарда луѓе во светот. А вкупно, значи, во светот 1,5 милиарда го користат англискиот јазик. Трет е шпанскиот јазик. Со 425 милиони како мајчин јазик, со 125 милиони како втор јазик и вкупно 550 милиони во светот го користат шпанскиот. Четврти арапскиот јазик. Со 300 милиони како мајчин јазик, 120 милиони како втор јазик или вкупно 420 милиони. Петти јазик е рускиот јазик, со 160 милиони како мајчин јазик, со 120 милиони како втор јазик или вкупно 420 милиони го користат во светот. Португалскиот јазик е со 230 милиони како мајчин јазик, а само со 30 милиони како втор јазик и затоа тие се со 260 милиони во цел свет што го познават португалскиот јазик. Германскиот јазик е со 120 милиони како мајчин јазик, со 80 како втор јазик, вкупно со 200 милиони. Дали сега ни е јасно зошто е ова миграција и овој стремеж што Германија, овака широкоградо, ги прифаќа? Значи, или имат стагнација во наталитетот, или тие ако го прифатат германскиот јазик, автоматски тоа за 2 милиони, за 3 милиони или за 5 милиони се зголемува. Ќе се зголемува, или пак тие роднини таму после ќе треба пак и тие да го учат или таму за да може да дојдат. Значи, не е така едноставна работата, позадината е огромна. Францускиот јазик е 8. Со 75 милиони само
мајчин јазик, 195 милиони во франкофонското друштво, нели, кај што го користат како втор јазик, значи вкупно 270 милиони. Добро, јасна е таа борба, нели, на тој план, на јазичен Не план само што се тоа, води туку така. пајсте во Франција не може некој да излезе да чита нешто, нели, преку радио, преку телевизија и така натаму, а да употреби странски јазик. Автоматски ќе биде исклучен од работата. Не смее државен службеник да зборува на француски јазик, а да користи, да речеме, англиски зборови или некои други зборови. Не може таму да оди во Сорбона некој да држи предавање, да речеме, на македонски јазик. Имавме професорката Драгица Божинова, да, кај што држала таму предавање, она, бидејќи не знаела какви се тие закони, нели, во почетокот, употребила, бидејќи беа македонски децата, на македонски јазик. Веднаш ја викнале, вика, ова да не ви се повтори. Значи, овие работи, што е последицата? Секој во исчезнување од 7.000 колку што ги има јазици во светот, 400 јазици се во моментално се сметат како исчезнати, а секој 2 недели исчезнува јазик на помалите по број народи. Значи, ова интервенција што ни се случува овдека, јас сега не ќе да навлезам во политиката, да, нели? Не е ни тоа темата да, не во ни е овој тоа момент, темата, така. Меѓутоа интервенциите за да немаме уставни овие уставност во државата, нели, да немаме институции наводно кои ја штитат државата, има една опасна позадина. Народ кој ќе го изгуби државниот јазик и ќе ја изгуби државноста како држава, значи ќе ја изгуби државата, тој автоматски се бриши како да не постои и тој јазик е во исчезнување. Тоа е во повелбите на Обединетите нации. Сега треба да бидеме многу свесни зошто толку е отпорноста да не влеземе ние во Обединетите нации под уставно име и по наш мајчин јазик македонски. Дури во тој светско рангирање на јазици, апсурд еден, нас во таа книга на јазиците не имат ставено во една група како грчко-македонска група, што е тотално абсурд. Значи, за да се додворат на грчкото лоби, одат и до такви фалсификати и мене ми е жал што сепак во тие комисии таму учествувале наши лингвисти, не ќе по име да ги спомнам, биле во нашата Академија на науки, а дозволиле оваква една поделба и групирање абсурдно на македонскиот јазик, а тоа значи и на македонскиот народ, на македонската цивилизација, а гледаме дека овие писмени податоци што ги имаме или споменици на македонската писменост. А не можете да имате цивилизација ако немате јазик, ако немате писмо и ако немате култура. Так. Затоа рековме, нашиот континуитет почнува најмалку од 100.000 години пред наша ера, затоа што таму имаме писмо, имаме јазик, дури падежна форма 100.000 години пред наша ера. Некој ден денес немат падеж. Да. Господин Илјов, говориме веќе 50 на минути чинам. Може да направиме малку пауза, еден мал одмор, да слушнеме 2 музички номери од нашето студио, па ќе продолжиме со нашиот разговор. Кога си сам и тажно е се на неа ти се Македонија ти
ljubavi se. sopruva. Utro me gali, voda se nebeš pozadno, a ti mi veliš tiho, moja najmila, moja najmila.
kažu bori. Pod mala senka, od listovi do telina, niš se krije tajna misla, misla najmila. Hej, najmila, pod jedno nebo rastena, od jedno sonce kalena. Dobro neka je i od site grla pesna neka se razle. Sve što je moje mi je ugodno, a sve što ne neka bude polubavo. Pod jedno nebo rastena, pod jedno sonce galena. Почитувани слушатели на Радио Македонија, продолжуваме со нашиот разговор во студиото. За оние кои можеби подоцна се вклучија и го следат нашиот разговор, само да подсетам, мој соговорник и вечерашен гостин во музичко-говорниот мозаик е дипломираниот инженер, архитект Васил Илјов. Господин Илјов, кажавте, можам да речам, безброј, не многу информации во овој прв дел од разговорот што досега го водевме. Рековме дека акцентот во овој наш разговор ќе го ставиме на значењето на образовниот процес како, да речам, една алатка, како неопходен услов за вистинските информации да дојдат до младите луѓе. Знаеме дека влијанието на образовниот процес е бескрајно важно за образованието на една личност. Па, еве, кој е вашиот став по ова прашање? Вие нешто кажавте за образовниот процес во рамките на факултетот за архитектура, каде што сте се обидувале на некој начин некои работи да промените, односно студентите да дојдат до некои други сознанија, но што мислите дека е важно да се направи за работите да се сменат во таа насока? Оти очигледно дека некои непознаници доаѓаат токму поради тоа што луѓето доаѓале до некои други информации или не биле доволно заинтересирани да дојдат до вистинските информации? Па ние денес живееме во едно информацијско општество или информативно општество, кај што промените се радикални, брзи, на сите им се брза, сакат сите со помалку вложен труд да добијат повеќе знаење и така натаму. Пред некој ден јас во интернет најдов на едно овака пријатно изненадување, дали агенцијата или ако има Министерство за информатика или информации. Да, Министерство за информатичко општество и администрација, така, понудиле еден концепт за радикална промена на досега тие традиционални учебници како изгледали и така натаму, користејќи
информативната технологија или електронската, да речеме, технологија, значи да се направи еден електронски учебник за средното образование. И во тие поделби кај што беа рангирани со повеќе податоци и веројатно тргнале од некое значење посебно во развојот веројатно на нашата цивилизација. Ми направи големо задоволство што првата тема кој оние тамо ја понудиле во тој нов електронски учебник беше некои синтетички особини на древномакедонскиот јазик, кај што јас се обидов 1999 едниот труд мој, а ова е некаде 2000 година. Еве јас тука донесов да видам што е тоа што нив толку ги заинтригира. Ова е објавено на 15. октомври 2000 година. Трудот се вика, научниот труд, најстари пишани споменици како сведоштва за распространетоста и континуитетот на македонската цивилизација. Така. Јас ке се обидам, нели, за интерес на слушателите, да прочитаме што е работата, како преку еден символ, еден знак, една буква, може да се одгатнат зборови или еден збор и каква семантика и семиологија има во таков еден текст кај што треба да се дешифрира. Јас се обидов овдека да дадам, нели, не едно, тоа ќе прочитаме, да не го интерпретирам, туку во автентична состојба. Зошто толку ги привлече имено овој дел, ово е 11-тото или 10-тото продолжение од трудот. Во ова пригода нема да се задржиме подетално на сите гласовни промени што можат да се регистрират од дешифрираниот материјал, а кои се фиксирани од учени луѓе на тоа далечно преисториско време и кои зборуваат дека се вршеле под одредени услови и дека биле последица на определени причини, тоест дека се вршеле во еден период од време и на една територија која и тогаш и сега се вика Македонија. И покрај тоа што во различни временски периоди важат и различни гласовни закони, сепак некои иновации своето извориште го имат дури во матриархатот. Следствено, разјаснувањето на сите специфики на преисторискиот македонски литературен јазик, тоест на прајазикот на сите денешни, така наречени словени, бара посеопфатни, суптилни јазични анализи и тие ги надминуваат рамките на овој труд. Меѓутоа треба да наведеме дека во дешифрираниот јазичен материјал се согледуваат гласовниот систем на древниот македонски литературен јазик и најважните елементи за артикулација на одделни гласови од тој преисториски македонски јазичен систем, односно дека и тогаш македонскиот правопис почивал врз фонетски принципи. Така, например, со буквата Л се обележувала мека, палатализирана согласка, која се изговарала повисоко од тврдото Л, како што е случај во зачуваната фаза од најстарата периодизација на историјата на македонскиот јазик, тоест во зачуваната
падежна форма на името Илјо во синтетичката деклинација од осинчани од околу 7000-6000 години пред наша ера, каде од десно налево можеме да прочитаме Илју. Значи Илјо, Илја, Илју, Илја, Илјо, Илјом, Да, Илју. промена во падежи, така. Таа промена на падежи ја имаме. Со буквата Њ се обележувал глас со мек изговор, кој му се противставува на тврдото Н, а тоа ќе рече дека буквата Њ во древновакедонскиот јазик се образувала со помош на надреден знак, точка, како, например, во пишувањето на заменката од женски род, трето лице, еднина, Њ, она, во винителната, акузативната падежна форма, Њу, и родителната, генитивната падежна форма, Ње. И така натаму, каде е очигледно присуството на богата промена по падежи, тоест на шестопадежни облици на личните и неличните заменки, вклучувајќи такви најстари форми како јеа, јее, јеи и така натаму, и присуство на законот за отварање на слоговите во Македонија и во времето на матриархатот или почетокот на патриархатот. Во дешифрираните писмени споменици се препознаени и случаи за користење на зборови со пишување и изговарање на гласовите ѓ и ќ. Знакот за гласот ѓ се формира со употреба на надреден знак и го имал следниот изглед во системот на знаци од надгробниот споменик на херојот Димо Ридил од 7 век пред наша ера, остров Лемно во Егејско море, како, например, во зборот ѓол, кој се дешифрира, транскрибира и чита како ѓол, додека на гласот ќ се користел како свртен инвертиран знак К, но без употреба на надредниот знак. Тоест, само како К свртено во случајов на дешифрираниот збор ноке. Што одесно... Што практично значи се во ова? Ова фактички значи дека ние гласовниот систем што го имаме и системот за секој знак условно имаме соодветен глас и за секоја буква имаме соодветен Што е многу глас. поразлично од многу други Од современи многу други јазици современи кои што се јазици. многу пораспространети. Така. Значи, ова покажува дека нашиот систем за пишување е совршено писмо. И тоа се поставува прашањето, каква е таа диспропорција помеѓу јазикот, системот на пишување, говорот, културата, затоа што во истата таа пештера во Бломбус, кај што се дешифрирани, нели е дешифрирана и најстарата стихотворба, кај што може да се прочита сма, силем, ил, силма, сил, благодарејќи на нашите наречја, кои ден денес се живи, ние можеме овие работи Да го ги дешифрираме. така, да. Значи денес со отварањето на темниот вокал ќе прочитаме со ма, значи Со два мајка. пати мама, да. деминутив, нели? Со иле, тоа е исто деминутив, ама е тоа среден род. Ил е машки род, салма, салил или самома, самоил.
Ова е најстарата моментално македонска стихотворба со старост од 100.000 години пред наша ера. На најсеверниот дел на Урал е дешифриран еден надпис на мамутска коска. На зап од мамутска коска. Да, и што таму стои пишува на надписот? И Уралу, утъп, гор, вър, дохилит, ес живи тишгър, пир, реа, лут, рисма, мил или лъп, съд, ал, лъп. То е в оригинал. На съвремен македонски язик това би гласало. И на Урал, значи топонимот Урал е стар најмалку 41.500 години, колку што е стара и ова македонска стихотворба. Значи и на Урал, на тап врв на горите, летот на духовите, е со живиот теш на горите, пир реа лут, риснама, милна или леп синиот, сиот ал леп. Леп убав. Да. Нали? Да. Значи, ова не е од српскиот јазик, затоа што во тоа време нема ниедни други издиференцирани јазици. Јазиците се диференцираат дури некаде околу 3000 години пред наша ера, кај што од македонското ткиво, од македонското говорно подрачје, од македонската култура и цивилизација, значи никој друг не може да има цивилизација толку стара, затоа што до ден денес никој нема дешифрирано писмо старо 100.000 години, јазик стар најмалку 100.000 години и култура стара најмалку 100.000 години. Тие три елементи се основа за да кажеме дека постои цивилизација. Значи, палеолитскиот континуитет на македонската цивилизација трае најмалку 100.2016 години. Тоа треба сите да го знаат и да не почитуваат. Кога доаѓаат во ова наша земја, треба без друго да ни го кажуваат името, затоа што тоа е и најстарото име на Зета Македонија. Великата Зета Македонија е најстаро име за Европа. Ако имаме време, јас би прочитал како заклучок, затоа што ово се однесува за сите денешни европејци и за сите што формирале држави и јазици и го користат нашето писмо во една видоизмената состојба на нивните територии. Во стручната и научната литература се уште владее убедувањето дека така наречените индоевропски јазици се фамилија на јазици што ги говорат најголем број на луѓе и што се зборуваат во поголемиот дел на Европа и областите населени со европејци. Таа во поголемиот дел на југозападна и јужна Азија. Веројатно заради незнаење, невистини, фалсификати, лингвистички шпекулации и изопачувања или поради немање кај некои автори собствен валиден доказен материјал и натаму упорно се тврди дека така наречените индоевропски јазици наводно потекнуваат од непотврден јазик кој наводно се говорел пред повеќе од 5000 години во степските области северно Црно море и дека наводно тој се поделил на бројни дијалекти до 3000 години пред наша ера. Меѓутоа, најновите дешифрирања на надписи од артефакти на палеолитската преисторија на македонската писмена традиција околу 100.000 години пред наша ера, во Европа околу 40.000-30.000 години,
19.000, 14.000 години пред наша ера или 15.000, 11.000 години пред наша ера. Ја збогатуваат фактографијата на археолошката лингвистика и го утврдуваат најстариот македонски јазик на македонската зетска заедница како прајазик кој се говорел најмалку и пред 100.000 години, а во Европа и пред 40.000 години, 30.000 години, 21.000 години пред наша ера на територијата на Великата Зета Македонија со пространство од Атлантскиот океан до Урал и до Тихиот океан и од Балтичкото море до северноафриканските простори па и долу до Јужна Африка. Теоријата за така наречените индоевропски јазици со теза за нивното наводно потекло од неидентификуван така наречен прото-индоевропски јазик ќе мора да претрпи ревидирање, дефинитивна историска поправка, бидејќи континуитетот на македонската јазична традиција потврдува дека најстариот јазик, тоест протојазик, кој се зборувал во големата или великата Зета Македонија, бил палеолитскиот, мезолитскиот, неолитскиот и енеолитскиот македонски јазик. Според македонската археолошка лингвистика можат да се утврдат и древни наречја кои имат одредени препознатливи разлики во однос на најстарата фаза од македонскиот преисториски кодифициран јазик, вклучувајќи и некои примери на субстратни појави или кај некои населенија и подоцнежни субстратни туѓојазични влијања, но веќе е непобитен фактот дека најстар протојазик на светот е палеолитскиот македонски јазик и тој е прајазик за сите денес така наречени индоевропски, палеобалкански, словенски и така натаму јазици. Во целокупниот еволутивен процес древните македонски племиња во времето на палеолитот имале заедничка митологија во која е осведочена доминацијата и култот на богот на сонцето Ил, Иле, Ма и космосот и на култот на Ма, големата мајка Божица, имале заеднички јазик и заедничка говорна територија. Имале најстаро општествено уредување во облик на зетување во рамките на Великата Зета Македонија. Имале заедничко име, заедничко македонско фонетско писмо, одделни македонски зетови писари и висок степен на македонска култура во рамките на еволутивниот процес на најстарата фаза на македонската цивилизација од Магдален, од Мамонтова и Курја на Урал. Најстарото име на континентот Европа било Македонија или Зета Македонија и тоа најмалку од периодот на таа од некои така наречени магдаленска култура, која според артефактите најдени на таа територија се датира со 15.000, 8.000 години пред наша ера, која во науката се смета за култура на доцниот палеолит и која со археолошки истражувања е осведочена на територијата на денешна Франција, Шпанија, Швајцарија, Белгија, Германија во преисторискиот временски интервал од 15.000 до 8.000 години пред наша ера, додека во поширок контекст таа ја опфаќа завршната етапа на развитокот на доцно-палеолитската култура на целокупната европска призаледена област од Пиринеите до Урал, така нареченото мадленско население, а фактички населението на дел од македонските племиња на Великата Зета Македонија, тоест дел од најдревните македонци, оставило извонредна уметност и писменост на предмети од коска и камен. Во сведоштвата преовладуваат разновидни
сечила, дупчалки, стругалки од кремен. Особено се истакнуваат врежани представи на рогови и коски, скулптури од рогови на ирвас, најстари надписи на ребра и заби од мамонт, како и други представи на пештерски дзидови тавани, а исто така на живеалишта од коска и животинска кожа. На целокупната наведена територија на Великата Зета Македонија е регистриран ист систем на пишување, тоест исто македонско писмо, кое е символичен систем, фонетски систем, што се користел за обележување на елементите на најстарата фаза од развитокот на македонскиот говорен и писмен јазик, како што се гласовите, интерпункцијските знаци, броевите и така натаму, на палеолитскиот македонски јазик, кој е прајазик на сите така наречени индоевропски јазици, а одделно и на сите така наречени словенски јазици и кој фактички на карпи, облутоци, коскени артефакти, жезли, надгробни споменици и така натаму го фиксира говорниот и стандардниот писмен јазик на македонците од времето на палеолитот, мезолитот, неолитот и подоцнежните периоди од најстарата во Европа и во светот македонска писмена традиција со континуитет во траење не само од 21.000 години, туку и со апсолутна хронологија од околу 40.000 години во Европа. Сведоштвата на македонската цивилизација, за македонското општество, на македонските племиња, за македонскиот јазик, како службен јазик на Великата Зета Македонија и како уникатна особина на човечкиот род, за македонците, како основачи, осмислувачи на најстарото организирано општество и на најстариот осмислен официјален систем на пишување во светот, кој е предок на сите денешни азбуки со сведоштво за најстар идентитет на човечка заедница со регистрирано најстаро име на територија, која се идентификува со именката Македонија и на индивидуи и јазик, кои се идентификуваат со придавката македонски, внесуваат радикална поправка во вековните заблуди на плејада научници и науки во Европа и во светот. Македонија и македонците треба да се гордеат што така се викаат најмалку 77.000 години, бидејќи ги имат најстарите имиња на преобразливиот заеднички македонски свет на македонската цивилизација, која има посведочен континуитет на македонската писмена традиција во Европа најмалку од 40.000 и 50.000 години, а во светот со 102.016 години. Господине Илјов, како што рековте, еве ова ќе биде вашиот завршен збор, ако можам така да кажем, како еден заклучок. Соопштивте многу информации, верувам дека барем дел од нив допреа до нашите слушатели. И јас навистина ви благодарам што вечер бевте мој гостин во студиото на Македонското радио, Радио Македонија и соговорник во нашата програма. И јас уште еднаш ви благодарам за можноста што ми ја даде Македонското радио преку сателитската програма да испратиме најнови сознанија кои се македонците, која е Македонија и зошто треба да си го чуваме името, државата, нацијата, јазикот. И се што е македонско во македонството.
nemoj da me